Додека над 200 медицински апарати, вредни преку 100 милиони евра, со години скапувале во подрумите на јавните здравствени установи низ држава, во Охридската општа болница, која е најстара во регионов, 15 години не била набавена нова современа апаратура. Она што се употребувало, повеќе наликувало на музејски експонат. Ова за првиот човек на Фондот за здравство е непојмливо. Болниците во Охридско-Струшкиот регион заслужуваат стручно и професионално да напредуваат. Да овозможиме и подобра инфраструктура во опрема, бидејќи за да се задржат докторите во овие краишта, не е доволно само платите да се зголемуваат, туку мора да имат и соодветни услови за работа, бидејќи за жал чувте апарати 15 години во употреба, значи во основа се употребувале историски музејски експонати. Раководството на болницата во кус период со нова и современа апаратура ги поднови речиси сите оделенија. Последно пристигнаа 2 апарати за гинекологија и радиологија, вредни 3,5 милиони денари. Поентата е што помалку да се изложат граѓаните на малтретирање, на патување надвор од градот, на што понесува од своја страна и дополнителни трошоци, значи воведување на нови процедури како во хируршките, така и во интернистичките гранки, планови за подобрување на услугата во однос на реновирање и репарирање на деловите кои што се дотраени со цел за подобро да се осеќаат пациентите. Обезбедена од македонските иселеници во Швајцарија, донација во медицинска опрема и апарати вредна околу 100.000 евра доби и болницата Свети Еразмо. Таму последна деценија конечно ќе биде пуштен во употреба новиот болнички блок, проект чија реализација запре во 2017-та. Во моментов се врши ревизија за да се утврди во каква состојба е истиот. Фактички не прави спремни во еден многу краток период после оспособувањето и завршувањето на ревизијата и проценката на проектот, еден дел од истиот проект да биде веднаш ставен во употреба. 10 години се работи во субстандардни услови. Дневно низ 4 амбуланти поминувале околу 400 пациенти. Се работело во само 2 операциони соли кои не ги задоволувале условите, а поради недостаток на просторни услови, буквално немало каде да ги сместуваат нити оперираните пациенти, а камоли да им овозможат нивна рехабилитација. Со пуштањето на новиот болнички блок, вели Шокаровски, ќе се создадат достоинствени услови за лекување и рехабилитација на пациентите.